Членот на регулаторната комисија за енергетика Светлана Јаневска осомничена за злоупотреба на должноста при доделување на лиценцата на БЕК од денеска заминува во пензија. Ова го потврди првиот човек на регулаторната во изјава за 1 ТВ. За испразнетото место, владата треба да предложи кандидата собранието да го одобри. Од денес тој актуелен член исполни услови за пензионирање. Кривичната се води против 4 лица, сега веќе сите поранешни членови на регулаторната. На прашањето зошто актуелниот состав не направи ревизија и преиспитување на одлуката, председателот Марко Бислимовски вели дека прво треба да се појават компании кои ги исполнуваат условите за снабдување и дистрибуција на топлинска енергија, за потоа да ја преиспитаат одлуката. Вели дека регулаторната се грижи за сигурноста и квалитетот. Бислимовски верува дека неговите претходници ги почитувале законите и правилниците. Дали ќе ја поништиме или нема да ја поништиме, ќе се водиме ние од сигурноста во снабдувањето со топлинска енергија, бидејќи треба да има компанија која што условно кажано и да ако би ја поништиле таа одлука, треба да има компанија која што ќе ја врши дејноста дистрибуција со топлинска енергија, а понатаму и снабдувањето со топлинска енергија. Значи исклучително ќе го земеме во предвид сигурноста во снабдувањето со топлинска енергија во градот Скопје. Од друга страна, акционерите во Топлификација тврдат дека регулаторната треба да ја поништи одлуката донесена во 2012-та, бидејќи БЕК не ги исполнувал условите. Тие обвинуваат за организирано уништување на Топлификација. Согласно Закон за енергетика и правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, регулаторна комисија за енергетика е таа која што ги доделува лиценците, ги одзема, ги суспендира, што значи дека во овој случај нормално и законски е регулаторна комисија да си ја преисвита својата одлука за доделување на лиценцата конкретно за дистрибуција на топлинска енергија, бидејќи моментот на поднесувањето на барањето до донесувањето на одлуката дистрибуција на топлина Балкан Енерджи не исполнува ниту еден услов. Репутацијата на компанијата БЕК во изминативе години се движеше во надолна линија, со оглед на фактот дека исклучените граѓани од Парно секоја сабота протестираа против обврската да плаќаат нешто што не го користат. Компанијата БЕК втурна голем број граѓани во магепсан круг на долгови и со тоа заработи голем број кривични пријави. Оштетените за своите права се борат и во Страсбур. Првиот човек на регулаторната се пофали со укинување на обврската да плаќаат исклучените, но неизвестно е дали компанијата ќе ги обештети граѓаните. И додека регулаторната чека да се појават компании кои ги исполнуваат условите, доделувањето на лиценците на БЕК се испитува од јавното обвинителство.